Јас ќе ве замолам прво како заменичка председателка на оваа комисија, второ како жена, возрастна жена, поискусна, кажавте колку долго години сте работеле во Министерството за труд и социјална политика до пред некој месец, да вака на јавна сцена вршите ад хоминем напад врз една млада личност. Впрочем, може би и добро што се случи ова, инаку се повика согласно членот 97, 98 и 99, за да го испочитувам деловникот, се однесуваат за одржување на редот на седницата. Оној кој што треба да се грижи за одржување на редот на седницата, вака на јавна сцена да нападне млада личност, пратеничка, само говори за тоа колку сте вие лицемерни. Од една страна ќе ве слушаме како зборувате дека се грижите за младите луѓе во оваа држава, од друга страна овде на дело пред само една минута ве видовме каков напад, каква ароганција покажавте врз можеби една од најмладите колешки во овој парламент. Не знам кој тука треба да се засрами, да се извини или не мора ништо од тоа да направи. Доволно е што македонската јавност просведочи за вашето лицемерие. И ако одиме по вашата логика, бивша министерка и долгогодишна вработена во Министерството за труд и социјална политика, и ако вам ви пречи што оваа активна, млада, амбициозна пратеничка земала плата, наведовте не знам колку, дали по вашата логика вие заслужувате поголема плата. На што личеше ова ваше обраќање? Се надевам не сте свесни што кажавте, се надевам ќе прочитате по медиуми или ќе си го прегледате видеото, но извршивте класичен ад хоминен напад врз една млада личност, млада пратеничка која апсолутно никако тоа не го заслужува, без разлика што се работи за представник на опозицијата. Ова е крајно недозволиво и затоа излегов процедурално да реагирам, бидејќи навистина не доликуваше, ама апсолутно на никој, особено не на заменик председателка на комисија за финансирање и буџет. Благодарам.